Добар ден, гостивар! Добар ден, Македонијо! Добар ден за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија! Добар ден за председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски, и за сите овие херои на сцена, предводени од министерот Поповски. Во Гостивар се доаѓа и повторно се доаѓа. Се доаѓа на гости во Гостивар. Се доаѓа во Гостивар затоа што Гостивар е град на гостопримство. И затоа доаѓав. Доаѓав неколку пати да ве видам, да се сретнам со луѓето од Гостивар. Но морам прво да ви се заблагодарам што пред 5 години ми дадовте многу повеќе гласови мене отколку на кандидатот на опозицијата тука во Гостивар. Благодарам. Се надевам дека и овој пат истото ќе го направите. Јас пред 5 години ви кажав, ќе ме знаете по моите животни принципи. Тука на овој плоштад, бината беше наопаку тогаш. Од другата страна. Се сеќавате. Тогаш ви кажав, сум доаѓал тука како професор, но доаѓам како кандидат за председател. Моите студенти од Гостивар ви кажале каков сум бил како професор, каков сум бил како човек. Таков бев и како председател. Чесен, искрен и вреден. Таков останав. Неодамна дојдов во Гостивар за да дадам отчет и да кажам дека се што беше во мојата програма се е остварено и многу повеќе од тоа. Бев навистина во многу светски метрополи, се среќавав со многу светски државници, но никогаш не заборавив на граѓаните од Македонија. Никогаш не заборавив да ги посетам сите населени места во Македонија за овие изминати години. Но никогаш не заборавив да посветам и внимание на сите оние што сака да ме видат да дојдат во кабинетот. Вратите на кабинетот беа отворени за секој што сакаше да дојде, да се види со мене, да ми пренесе нешто, да каже за своето животно искуство, да се пожали, но и да даде идеја. Секоја идеја ја користев да бидам со вас. Можам да кажам дека на секаде во Македонија граѓаните имат исти потреби. Од Куманово до Гевгелија, од Струга до Берово, и во Скопје и во Гостивар. Граѓаните сакаат подобар живот. Граѓаните сакаат иднина за своите деца. Пред се сакаат вработување за младите. Така е. Го знаете мојот став за тоа. Секогаш јасно искажан. Таков бил и така останал. Така е. За овие 5 години покажавме во Македонија како се работи како тим, како се гради државно единство и како сите институции соработуваат меѓу себе. И затоа сите резултати се видливи. Јас како председател и премиерот Груевски и министрите секој пат бевме посветени на една цел, да го подобриме животот во Македонија. Затоа се направени реформи во секоја област. Секаде се менува животот во Македонија. Има уште многу работа, многу треба се работи. Но затоа имаме чист образ, повторно да дојдеме и да ја побараме повторно вашата доверба за да работиме како тим за Македонија. Секаде успеваме и секаде има резултати. Тоа треба да продолжи.
се што е инвестирано во младите, во факултетите, во нивното образование, секаде тоа може да се види. Се што е инвестирано во спортот, гледаме какви успеси постигнуваат спортистите. Се што е вложено во културата, гледаме како гордо не представуваат нашите уметници, артисти и пеачи. Затоа ќе продолжи со исто темпо и со ист интензитет за секого во Македонија да се помага. И за земјоделците да имат уште субвенции, и за пензионерите да имат редовни и повисоки пензии, за студентите да имат стипендии, за учениците да има бесплатни учебници. На секого во Македонија да му се помогне. Одредени политичари зборуваат дека не сум бил претседател на сите граѓани на Македонија. Поминав илјадници километри низ Македонија во текот на целиот мандат. Во најразлични етнички средини и секаде бев пречекан срдечно и домакински. Така и возвраќав. На секој што бил во мојот кабинет сум посветил внимание без разлика од кое место доаѓа или на која заедница припаѓа. Тоа е вистина. Бев и останав еден за сите. И покрај обидите на таквите политичари да спечелат ситни политички поени, граѓаните покажуваат дека се помудри. Граѓаните препознаваат што е дневна политика, а што се долгорочни интереси и соживот во Македонија. Кога станува збор за Македонија, сите сме си наши, независно од етничката или религиската припадност. Сите сме Македонија. Работиме и ја градиме Македонија како дом на сите нејзини граѓани, независно дали се македонци, албанци, срби, турци, власи, роми, бошњаци. Гостивар е пример за меѓуетничкиот и меѓурелигискиот соживот во Македонија. Ви честитам за тоа. Како претседател го бранев и ќе го бранам државното единство на Република Македонија. Претседател сум на сите граѓани, независно од етничката, верска или која било припадност. Тоа го правев и ќе продолжам да го правам. Бев и кај христијаните и кај муслиманите. Ја посетив и црквата Света Богородица, но и саат џамијата во Гостивар. Бев со моите сограѓани на Рамазан и тука во Гостивар дојдов на Ифтар. Бев присутен кај сите, затоа што има многу религии, но има една вера, вера во Бога. Работевме посветено и сложно, бидејќи само слогата куќата ја гради. А нашата куќа, нашиот дом се вика Македонија. Сите сме должни да ја чуваме, да ја градиме, бидејќи каква Македонија градиме, таква ќе ја имаме. Ги знаеме реалните потреби на граѓаните и работиме за граѓаните со конкретни проекти, со конкретни дела, насекаде во Македонија. Успехот е во тимската работа. Само така Македонија напредува и тој напредок може секој да го види. Кога расте економијата, се расте во државата. За тоа ќе ви зборува и премиерот Груевски за новата програма на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Но не застануваме, продолжуваме да ја градиме Македонија, дом во кој секој може да успее. Успехот мотивира, успехот инспирира. Обединети преку успехот продолжуваме. Знаеме како тоа да го постигнеме. Затоа ја добиваме вашата доверба. Постигнуваме и даваме отчет каде се гледа се што е сработено. Еден од моите против кандидати вели дека нема перспектива во Македонија. Постои огромна разлика меѓу можностите што се отварат за младите пред 10 години и сега. Странски инвестиции, домашни инвеститори, кредити за самовработување и отварање мали бизниси, субвенции, високо образование, цела низа мерки со кои се отварат можностите за успех, за работа и за работувачка. Младите се тие кои ја движат Македонија кон нов економски развој. Браво, УМС!
Импресиониран сум кога посетувам стопански капацитети и кога гледам млади менаджери, успешни бизнисмени насекаде низ Македонија. Тие млади луѓе биле секој пат со мене, јас сум ги посетувал и доаѓале кај мене. Секој пат сум ги поддржувал. И затоа сум вовел и школа за млади лидери. Затоа и воведов награда за млади научници. Доколку ја добијам вашата доверба, повторно младите ќе бидат на мојата агенда, највисоко застапени. Тие млади бизнисмени и предприемачи ќе бидат во секоја делегација каде што ќе одам, да обезбедувам политичка поддршка за проектите што носат благосостојба во Македонија, за проектите кои владата ги прави за нови инвестиции, нови инвеститори, отварање нови работни места. По тоа се мери успехот на секој политичар секаде во светот, така и во Македонија. Верувам во младите и затоа верувам во нивната доверба. Затоа ве повикувам сите вас, сите заедно, побргу да ги оствариме целите што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија дом во кој се гради благосостојба за сите. Тоа го правиме затоа што изборот е Македонија. Тоа го правиме затоа што државата ни е пред се. Тоа го правиме затоа што Македонија ни е пред се. Граѓаните на Македонија ни се пред се. Да живее Гостивар, да живее Република Македонија.